Добро вечер. Поштовани гледачи, се обидувам да го чистам сакото од некакво, можеби мало влакно од брковите, зашто господинот Сергеј Варошлија така бомбастично ме најави како господин, што и морам така да се чувствам до толку повеќе, што имам покрај себе вечерашна гостинка која е дама на универзитетскиот професор, на универзитетскиот кампус, професорот Светлана Мојсовска од Институтот за економскиот институт во Скопје. Силвана Мојсовска, бевте жив сведок на шоуто на Сергеј. Да. Како го почувствувавте ритамот? Како да сум во реалити шоу со исклучителна енергија во него. Тоа е сериозната тема. За несериозните аспекти на економската политика и сериозните укажувања на Светска банка, за тоа ја повикав. Професор Мојсовска, Светска банка ги детектира македонските приоритети на одржлив развој. Кои според неа во овој момент се важните коти на кои владата и ние треба да бидеме подготвени за така наречениот реформски курс? Пред минатата недела Светска банка направи промоција на својата системска диагностика, документ кој го изготви тим на Светска банка, еден поголем тим, во кој се дадоа аргументирани анализи на најсуштинските проблеми кои државата ги има согласно тие три столба на на одржливиот развој, тоа се економскиот, социјалниот и столбот на заштита на животна средина. Пред да се фокусирам на тоа кои се приоритетите онака како што ги дава Светска банка, би сакала да посочам дека проблемите кои се наведени во овој документ и претходно беа идентификувани од македонската академска и стручна јавност, меѓутоа истражувањата кои беа правени беа парцијални и согласно според потребите или интересите на тие што истражувале на тие теми. Прв пат имаме еден системски приказ на сите проблеми, во кој до некаде, велам до некаде, е надминат проблемот со податоците. Кога една македонска научна институција или универзитет прави истражувања на различни теми, често пати се соочуваме со недостиг на податоци, односно, оние податоци кои се јавно достапни се недоволни најчесто за длабински истражувања. Светска банка, овде од една поинаква позиција, успеала да воспостави соработка со владата и се дадени доста податоци кои ние не сме можеле да ги имаме. Од тука направен е еден многу посеопфатен опфат. Морам веднаш да реагирам. Како тоа владата на Светска банка или на финансиските джандари им ги става на достапност и ја става финансиската утроба, внатрешноста, а на научните работници кои треба да ја скенираат, да ја ревидираат и да ја оценуваат економската политика, ви се недостапни? Тоа е веќе прашање на транспарентност на податоците од страна на владата. Мора да се признае дека сега има во некои подрачја зголемување на таа транспарентност, меѓутоа, независно што Светска банка добила пристап до тие податоци кои постојат, дури и во нивниот извештај сте вели дека во Македонија има проблем со податоци, пред се затоа што не е направен попис. А ако ние немаме попис на население, а го немаме заради политичко прашање, ние едноставно немаме со што да работиме кога сакаме да правиме економско планирање. Значи, дури во овој извештај, кој сепак има податоци од најразлични институции и направено е многу аргументирано и издржано вкрстување на податоците, и тука има одредени отстапки дека некои податоци сепак не се такви какви што треба да се. Например, податоците за миграцијата се земени од Обединетите нации. Таа е преку 500.000 во овој извештај, меѓутоа тука дали и нашата влада, нашите министерства ќе се согласат е прашање. Како и да имаме една сеопфатност, која дава можност за многу подлабоки истражувања сега на определени теми и која дава една силна порака дека покрај системска диагностика нас ни е потребно и системско креирање на политиките. Тоа е нешто. Рековте дека Светска банка
имала веќе достапност до деликатни информации, а тоа така го толкувам, до некои што инаку некои други не ги добиваат. Меѓутоа има една работа која постојано ме глочка, како викаат старите, а тоа е кој греши во проценките на економскиот развој. ММФ, Светска банка, ние, Народна банка. На почетокот сите се во фаза на некаква својна глорификација, 3,2-4%, и за до година истото се планира. На крај, бум, ќе бидеме срекни ако завршиме со 2%, па дури и под 2%. Кај е дефектот? Кај нас, кај планирањето, кај манипулацијата со бројките? Дефектот првенствено е во тоа што немаме конзистентно креирање на економските политики и немаме системско креирање на економските политики. Јас спомнав само едно од политичките прашања заради кои ние немаме добра основа за планирање. Тоа е пописот. Покрај него, ние бевме сведоци дека во изминатите 9 години, 10, имавме многу избори во Македонија. Од 2008 до 2017 имаше 9 избори. Што парламентарни, што председателски, што локални. Кога има избори, самите знаете дека планирање на политики е практично невозможно, затоа што тие луѓе, челниците, што се политички функции во министерствата каде што тоа треба се прави, тие едноставно се зафатени со нешто друго. Сега кој е тука решението? Решението е професионална јавна администрација. Ако ние имаме јавна администрација, каде што државниот секретар ќе биде професионална, а не политичка функција, ќе имаме континуитет во работите. Затоа што вака, кога се менуваат тие тројца клучни луѓе во секоја институција, имаме ситуација на губење, така наречено губење на институционалната меморија, што се случувало, и немаме континуитет на работите. Ако добро следев во, да речем, сумарумот, резимето од ова анализа на Светска банка, ми се чини дека ние имаме една заблуда околу најважниот сегмент на економскиот развој, тоа се човечките потенцијали и ресурси. Живееме во илузија или во беспаке дека имаме огромна стручна квалификувана снага, сега се покажува дека дури немаме ни работници, а камоли квалификувана работна сила. Дали владата, дали ние сме свесни дека еден ден можеме да останеме реално и без човечки потенцијал кој ќе одржува економијата? Ова е идентификувано и за ова е зборувано уште пред 10 години од мои колеги од Економскиот институт. Јас сум го споменала во ваши емисии. Меѓутоа, најбитно е што овде сега се даваат податоци кои се прилично системски вклопени во другата слика. Кога зборуваме за човечкиот капитал, битни се два аспекти, неговиот квантитет и неговиот квалитет. Во однос на квантитетот, со процесот на мигрирање и со намален наталитет, ние се наоѓаме во ситуација да го губиме човечкиот капитал изразен во бројки. А со квалитетот на образованието? Со квалитетот на образованието се случува нешто што многу треба да не загрижи. Македонија е една од ретките држави која во последните 15 години континуирано има пат на резултатите на учениците по стандардизираните тестови ПИЗа, математика и природни науки. Тоа е поразително. Значи, тука почнува проблемот во основното образование. А сите професии во наредната декада базираат токму на овие Апсолутно. информации и сознанија. Понатаму имаме процес на средно образование, имаме процес на високо образование, каде што со реформите кои беа направени претходно, значи тука ќе кажеме имаме реформи, се постигна ситуација на зголемување на хартија на квалитетот на работната сила по однос на образовна структура. Вие сега имате многу повеќе високо образовани луѓе отколку претходно, меѓутоа реално не се постигна тие луѓе да имаат вештини кои ќе бидат употребливи во производниот процес. Знаете што ми каже еден вицкас предприемач? Вели со волку докторанти и магистранти на универзитетите, знаеш што постигнахме? Висок квалитет на бифеджиите и на келнерите. Зошто изборот се сведува на крајот
високостручните кадри да завршат, дури и од тамо си бега затоа што стручните кадри, нели, кои имаат некоја анимација, си ги бараат патиштата по странските пазари. Тоа јасно се како ќе направиме пресврт? Тука јасно, тоа јасно се гледа и тука се поразителни податоците за продуктивноста на трудот. Продуктивноста на трудот во Македонија некаде од 2000 до 2008-2009 година придонесуваше за раст на бруто домашниот производ. Тоа што го споменавте на почеток. Меѓутоа, од 2008 година до 2017 таа одзема. Значи, ако претходно придонесувала годишно просечно со 2% поени, од 2008 година наваму таа одзема со 1% поен. И имаме една парадоксална ситуација, ние како земја сме 4 до 5 пати помалку продуктивни отколку земјите од зискиот континент. А ние сакаме со нив да се надпреваруваме во привлекување на странски инвестиции. Ако има таква ниска продуктивност, независно од мотивацијата, па како тие луѓе се конкурентни на странските пазари? Сега, тука имаме една голема разлика која е невообичаена кај други држави, затоа што продуктивноста на фирмите во Македонија се разликува толку многу што најдобрите 10% се дури 7,6 пати подобри од најлошите 10%. Во Соединетите Американски држави таа разлика е само 2 пати. А што е најпарадоксално, нови работни места креираат најмногу најмалку продуктивните фирми. И сега тука очигледно имаме прашања и на менеджмент на микрониво, меѓутоа очигледно имаме и прашања што нуди пазарот на работна сила. Како тоа да се пресече? Тоа ќе се пресече со фокус на иновации и подигнување на конкурентноста, нешто што го прави државата, меѓутоа го прави изолирано. Почетен инпут. И со помош на оние фирми за кои се докажува дека навистина нешто прават. Има идентификувала Светска банка така наречени газели фирми. Тие чинат само 0,5% од вкупниот број на фирми во Македонија, а креираат 16% од вкупните работни места што се креираат. Значи, тоа се фирми во подем и нив треба да им се помогне. И тие фирми насочено и артикулирано да излегуваат на странски пазари и тие работи што кај нив ќе се оценат дека се вреден ресурс, навистина да се поттикнуваат. Така ќе дојде и до зголемување на продуктивноста. Поштовани гледачи, мој гостин вечерова е професор Силвана Мојсовска од Економскиот институт во Скопје. Малку околу владата и перформансите. Јас деновиве направив еден слоган, не знам дали ми е исправен. Економските политики меѓу економска стагнација и владина хибернација. Сите очекуваме подеми, не сега, наредниот месец, не оваа година, наредната година, а владата се уште го подгрева, ја подгрева таа атмосфера дека што туку не сме влегле во фаза на некаква обнова на економијата. Дури има становиште, добро е на Заев, треба уште да му се даде шанса. Премногу време се потроши во економска смисла. Значи, споменавте вие како на почеток сите одат со многу високи за нас економски проекции од 4% и на крај завршуваме со некој 2%. Од 2008 до 2017 растот во Македонија просечно беше 2,8% годишно. Со тој минус 1% продуктивност или со се него? Да, со тоа што продуктивноста практично одземаше. Ако таа беше поголема, растот ќе беше поголем. Значи, тука имаме 2,8% раст на бруто домашниот производ во тој период. Сега проекциите што се правени од различни институции се дека Македонија треба да расте со годишно со 4%, а другите држави да растат со 2%, за ние таму некаде... После 25 години да стигнеме до просекот. Нема ни да стигнеме до просекот, но ќе бидеме тука некој 80-90%. Сега замислете вие дека тоа е еден живот. Од тука треба да се види колку е сериозна економската состојба и дека навистина нема време за
некоординирано правење на политики. Македонија е една од ретките земји која има едно чудо стратегии, се што требало да се направи на хартија е направено. Меѓутоа нема координација помеѓу тие документи. Еве отидете на сајтот на конкурентност.мк. Ќе видите дека има едно чудо документи кои допираат или елаборираат определени прашања врзани со конкурентност. Чекате, јас памтам и следам. Има ману економска стратегија за развојот на Македонија до 2020 година. Уште е таа важечка, да речам, составена од тимот уште на екс-премиерот Клюсев. Ако, се враќаме на почетокот, ако информациите и податоците што им биле достапни, биле скриени, невалидни, нецелосни, ние не знам дали таа стратегија е реална за да можеме да гаиме некакви планови. Таа стратегија е направена одамна, во меѓувреме работите се променија. Има нови документи во кои има посоодветни податоци, затоа што ако документот го прави државата или за потребите на државата се прави, во тој случај се добиваат податоци. Меѓутоа, работата е што тој системски пристап и поврзување на документите многу често недостасува. И сега вие, ако имате, да кажеме, сега имаме програма, план за економски раст, и тука сакаме да ги помогнеме фирмите да се поттикне иновацијата и така натаму, а не се земе во предвид ова другото, дека ние имаме определен број на фирми кои навистина почнале самите да се развиваат без да ја користат помошта. Тогаш фокусот треба да биде таму. Друго, оценета е од сите институции, меѓународни и домашни, стратегијата за привлекување на странски инвестиции како релативно успешна. Сепак дојдоа тие инвеститори тука, се позиционира, но тие многу малку придонесуваат за за растот на бруто домашниот производ, од причина што нивниот извоз е условен од увоз. Ве оставам за завршница на едно прашање кое ми се чини дека Светска банка првпат го става во еден таков документ, а се е животен на одреден начин и е приоритетен, а тоа е заштитата на човековата средина. Што тоа детектира и што тоа нуди и што вие мислите дека треба да направиме? Тоа исто така е влезено во делот македонските стратешки документи, затоа што ние имаме стратегија за одржлив развој, која не се имплементира и од кога е направена, усвоена 2009-10, нема дополнителни чекори за имплементирање или правење на нов документ. Тој е многу битен елемент, посебно што, еве, едно од основните човекови права нас не еускратено, правото на чист воздух во Скопје и во цела Македонија состојбата се влошува. Мора да се земе и тоа во предвид и покрај тој системски пристап, значи кој ќе ги зема сите овие три елементи, има уште една работа што е многу важна, собственост на политиките. Често пати ние правиме политики, односно креаторите на политика прават нешто со странски тимови или затоа што тоа стои во процесот на пристапување кон Европската Унија. Немаме документ кој ќе каже дека нас ни се тоа тие приоритети, независно која влада ќе дојде. Таа може да ги промени мерките, меѓутоа фокусот треба да остане исти. Да се вратиме на заштита на човекова и животна средина. Мислите ли дека ако 10.000, 15, 20.000 граѓани на Македонија ја тужат оваа влада и оваа власт, дека им го упропастува здравието и за тоа побараат оштета, дека тогаш можеме да се свестиме и да владата го стави тоа како клучен приоритет и да не се играат ни Шилегов ни владата со сериозни обврски кои произлегуваат од тоа да не се труе човекот и средината. Тоа е едно од решенијата кон кои може да пристапиме сите ние, точно, и тоа би бил друг тип на притисок, меѓутоа сепак за тој притисок да вроди со плод, треба да помине време, а време нема. Сега треба да се јакне свеста, гласот на јавноста, на стручната јавност, треба да биде многу посилен и поприсутен и тука доаѓаме до клучниот момент, одговорност. Не може политичките раководства да ги водат политиките без да имаат одговорност дали нешто се применува и што се резултатите. Кога имаме кампањи, ние имаме безброј ветувања. Кога одминува мандатот, имаме безброј изговори зошто работите не се направени.
27 години Македонија живее со изговори и со чекање. И советување. Да, оние што тоа не го прифатиле, си отишле од државата. Другите што сме останале тука, живееме, некако животариме во овој амбиент и упорно нешто чекаме. Мислам дека суштински е за било кој аспект, не само за заштита на животната средина, конечно да се искористат луѓето што се на располагање на оваа држава. Соработката меѓу институциите и универзитетот е недоволна. Значи има луѓе што се образовале, има луѓе што сериозни трудови пишувале на определени теми, тие не се дел од тие процеси на креирање на политики. Професор, ќе ви благодарам што одвоивте време во ова вторнично приквечерје да бидете гостин во отвореното студио. Професор Силвана Мојсовска од Економскиот институт. Таа е добар соговорник и отворена за соработка. Јас ќе ја злоупотребувам и натаму во однос на моите натамошни дебати, особено затоа што се надевам дека конечно ќе го рестартувам чуму, каде што можам да ве пофалам или да се пофалиме, дека бевте еден од учесниците заедно со академик Беџет и Зоран Заев на првото соочување Влада Груевски, мини кабинетот со тогашните експерти и опозицијата. Кога се уште имаше економска дебата. Да. Уште еднаш ви благодарам. Се враќаме со разговор со професор Ирена Пановска-Ставридис. Бидете со нас трпеливи, ќе видите една мала сторија како и на каков начин и поединецот и државата се бори и се изборува со најопасните болести, а тоа е канцерот на крвта, леукемијата и така натаму. Јас сум Филип Демишковски од Скопје, 22 години, студент на правен факултет. Првпат дознав за мојот проблем пред околу година дена. Претходно не осетив никаква промена, мислам имало некакво дали грчење, дали некаква реакција, но проаѓало тоа и не идев на никакви контроли. Се до степен кога беше итна ситуацијата и мораше веќе и операција да се прави и да се отстрани тој тумор што го пронајдов во мене, што отпосле прејде во акутна миелобластна леукемија. Првиот пат кога дознав за мојата болест, нормално бев исплашен, не знам што ме очекува, бидејќи имам слушано лоши мовети околу тоа, но пред се поддршка од фамилијата и пријателите ми помогна за да стигнам до тука и да се осеќам многу подобро за разлика од претходно. Процесот на лекување се одвиваше преку циклуси на хемотерапија, кои се малце тешки денови, но сепак чим лечат, значи се трпи се тоа и проаѓа многу брзо и мислам дека без тоа ја не би успел. Има денови и периоди каде што има премногу гадење од самата хемотерапија, повраќање, се осеќаш дали осамено, значи психички е претешко, не викам не, но сето тоа вреди да се истрпи од причина што многу подобро се осеќаш после тоа. Исто така ми беше соопштено дека оваа болест, за да биде успешна, за не се наврати пак болеста, мора да се заврши со трансплантација. Таа трансплантација, значи, ја баравме во рамките на Македонија, но многу неуспешно, бидејќи нема таков сроден дарител. Пробавме со мојот брат, мојата мајка, но не се совпаѓаа со моите крвни клетки, така што докторите решија да идат на тој светски регистар, каде што го пронајдов мојот донор што се совпаѓа за мене. Искрено сум многу среќен околу тоа и мило ми е што ќе заврши овој процес колку и да е тежок. Денеска се чувствувам, значи, многу За празниците со ништата се остваруваат. Споделете ја празничната магија со сите оние кои ви го топлат срцето. Неурчиња на љубовта. Пелистерка.
Во новиот број на неделникот Фокус ке читате: за една година во приватни фирми за ископ на јаглен во рек Битола завршија 23 милиони евра. Бизнисот со дијализа под лупа. Се стега обрачот околу фирмите зад кои стои кумот на Груевски. Талир буквално ке го изфрли ВМРО ДПМН на улица. Мицкоски ке ја изгуби Белата палата. Читајте Фокус, за нештата да станат појасни. Кафетин Колд, ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплект Плюс. Триглав осигурување. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. За празниците со ништата се остваруваат. Споделете ја празничната магија со сите оние кои ви го топлат срцето. Го видевте искрениот исказ на последниот пациент на клиниката за хематологија, кому му е пресадена коскева срцевина во Скопје, и тоа благодарејќи на поврзувањето на нашата клиника и на нашите доктори со светските центри и, да речем условно, стокирани центри за хемодиализа и за зачување на хемоплазмата. Кажете ми, професор Ирена Пановска, што значи да бидете дел од некаков светска алка? Прво, сакала да ве поздравам и да ви се заблагодарам за интересот што го покажавте за оваа, според мене, многу значајна тема и од општествено значење. Имено Филип не е последниот, Филип е првиот пациент кој што е направена несродна трансплантација. И токму тоа е прашањето ваше. На нашата клиника од 2000-та година се спроведуваат трансплантации и тоа во континуитет. Ја знам уште од времето на професор Георгиевски. Се уште е дел од нашиот тим, професор Георгиевски. Но мислам дека... Меѓутоа, досега не бевме во можност да спроведеме несродна трансплантација. Зошто? Не затоа што немавме... Прво, што е тоа несродна? Да им објасниме на гледачите. Значи, самиот процес трансплантација представува заболени хематопоетски клетки да се трансплантираат од здрава индивидуа, да се сменат со здрави хематопоетски клетки. И главно тоа се правеше, да речеме, од родители, од најблиски... Значи, пациентите со тешки малигни заболувања на крвта, што е најчестата индикација за оваа интервенција, може да се излекуваат само со трансплантација. Кај 20 до 25% од нив можеме да идентификуваме кај најблиските сродници, браќата или сестрите, потенцијален дарител со кој што може да се од чисто клетки може да им се направи трансплантација. Меѓутоа, за останатите не постои фамилиарен донор. Досега, тие пациенти патуваа надвор од земјата и минатата година само околу 2 милиони евра од здравствениот денар се одлеаа во странство. Меѓутоа, за прв пат, овој пат, целата интервенција е направена во Македонија. За 70% од пациентите може во несродните да се најде потенцијален несроден дарител. Што значи тоа? Секој од нас во светот има 9 до 10 генетски идентични индивидуи кои му се потенцијални дарители. Голем број од луѓето во светот доброволно се зачленети во дарителски регистри, а тие регистри помеѓу себе се поврзани во една светска асоциација на регистри на коскена срцевина и ние имаме пристап да пребаруваме во тие регистри да најдеме потенцијален донор за нашите пациенти. Досега... Само момент, морам да ја водам за да биде појасни да гледачи.
велите доброволно. Тоа значи дека во светот луѓе освен што даруваат крв, има и луѓе што даруваат коскена срцевина. Значи вака, многу поретко се дарува коскена срцевина, сега постојат механизми со кои тие матични хематопоетски клетки ги стимулираме да излезат во периферната крв и многу полесно преку систем на афереза, на еден апарат сличен на хемодиализата што спомнавте, се собираат во кеса и се транспортираат во одредени земји. И како стигна од Полска, мислам? Значи вака, најпрво влеговте во банката на податоци. Значи, во Македонија постои дарителски регистар од 2010 година. И тој се наоѓа на Институтот за имунологија и хумана генетика. Истиот од 2013 година е член на интернационалната мрежа на доброволните дарители на коскена срцевина. Меѓутоа, досега не бевме во можност овој процес да го спроведеме. Бидејќи најпрвин требаше да направиме стандардизација на условите на нашата клиника. Второ, требаше да обезбедиме лекови кои што се неопходни за оваа процедура, требаше да ја зајакнеме мултидисциплинарната соработка и се разбира, основно беше буџет и средства за сето ова ни недостигаа. И тука би се заблагодарила на здравствените власти и владата, кои ни дадоа поддршка, имаа слух и застанаа позади нас за овој подвиг кој што велам јас. Исто така, имавме и многу голема помош од општествено одговорни компании кои финансиски не поддржаа. Кога дојде првиот пациент, на Институтот за имунологија се обидоа да најдат потенцијален донор и истиот го лоциравме во Полска. И тогаш беше главната пречка, центарот во Полска бараше податоци за нашата институција. И тогаш требаше да ги убедиме за нашиот кредибилитет, за нашиот авторитет како институција да ја спроведеме оваа постапка. На помош ни дојдоа нашите странски партнери со кои што имаме од претходна соработка во научно-истражувачки проекти и кои што безрезервно не поддржаа. Тука би го спомнала Институтот Ребро од Загреб, би ја спомнала и МД Андерсон болницата од Соединетите Американски држави и од Нимберг клиниката каде што дел од нашиот кадар е едуциран во минатото за несродна трансплантација. Од кога стигнаа нивните препораки, нашиот центар доби број и стана дел од мрежата на центри кои што се подобни да се спроведува оваа несродна трансплантација. Значи го укуцувате бројот и добивате регистратура или влегувате во фундусот на како ги викате вие, доброволни дарители. Доброволни дарители. Тоа се луѓе. И во Македонија истото е, може преку вас да апелираме, секој може да оди на Институтот на имунологија, ако е постар од 18 години и помлад од 55 или 60 години и во добра општа состојба, нема сериозни хронични заболувања и да даде една епровета крв. И врз основа на тоа се одредува неговата хајла конституција. И таа хајла конституција треба да се совпадне со потенцијалниот пациент. Така во минатото од Македонскиот доброволен дарителски регистар беше испратена коскена срцевина, односно клетки во Бостон. И беше спасен живот на пациент од Бостон. Значи, ние сме веќе дел од таа мрежа. А овој пат за прв пат добивме продукт, орган од Европска Унија, сметаат дека сме ние подобни и дека можеме да ја спроведеме Како е сега пациентот, бидејќи... Па, мене ми е многу драго што можам да споделам со вас дека пациентот е одлично, веќе е дома, имаме знаци дека е прифатен графтот, калемот, променета му е крвната група. Веќе има крвната група од донорот. И се надеваме дека посттрансплантациониот период, кој што сериозно ќе го мониторираме во период од 6 месеци, ќе помине без никакви компликации. За сега се очекува. Кој е следниот? Во моментот се спрема, па веќе споделам со вас, во припреми сме да трансплантираме дете. Во соработка со клиниката за детски болести, нашиот следен пациент ќе биде 13 годишно момче со пластична анемија, кој што нема фамилиарен донор и родителите одлучија дека ни веруваат на нас, дека не сакаат да заминат во странство и започнува процедурата во моментот активираме донор за овој млад пациент од клиниката за детски. Најпримитивното прашање, ама најчесто во македонскиот провинционализам е колку чини во странство, колку чини дома. Значи во странство во просек една интервенција чинеше од 120 до 150 илјади, меѓутоа претпоставувам дека фактурите со некои дополнителни компликации се движи околу 200.000 евра. Мене ми е многу драго што ние успеавме и најдовме соработка со ФЗО и дефиниравме цена во вредност на чирање од 60.000 евра, заедно со можноста за активација за донор, еден специјалистички пакет кој што чини 20.000 евра. Значи половина од цената на чинење, вкупно 80.000 евра, од парите што се одлеваа во странство. Ако помладите од мојата возраст се решат до 55 да дадат крв, тоа
ќе се стокира некаде или го регистрирате неговиот ДНК код врз основа на кој потоа барате дали е сроден? Крвта ние не правиме банка на хематопоетски клетки, туку само ја одредуваме хајла конституцијата, правиме хајлата типизација, но ние што се сериозно решени да бидат донори, бидејќи ќе треба дел од своето време сепак да го одвоат за да спасат нечiji живот и ги чуваме во компјутер тие податоци. И во моментот кога имаме потенцијален пациент, го типизираме и него, тоа е генетско тестирање на молекуларно ниво и споредуваме дали некој од потенцијалните донори се совпаѓа со нашиот пациент. Имате 3000, регистар од 3000 такви. Околу 3500. Па тоа е солидна основа за мала Македонија, кој се развива некој социјален ген, да речем. Тоа е добра, меѓутоа не доволна и јас би апелирала, би замолила еве вие да афирмирате како медиум, повеќе луѓе да се пријавуваат за доброволни дарители, со што ќе се зголеми и можноста од македонскиот регистар да трансплантираме пациенти, што уште повеќе ќе ја намалиме цената на чинење. И на некој... Ако добро ве разбрав, за вас беше доволно да имате две референтни болници или партнери, па да влезете во тој круг на светскиот круг на дарители, на регистар на дарители. Што е различно од Евротрансплант, што инаку е важна компонента за преследувањето на солидните органи. Значи вака, ние сме членка, нашата клиника од 2003 година е членка на Европското здружение за трансплантација на коскена срцевина. Тоа е независна организација од Евротрансплант. Меѓутоа исто така е европска организација. И ние бевме таму забележени како центар, меѓутоа се уште не бевме подобен центар за несродна трансплантација. И вака можеби едноставно звучи кога вие кажувате, меѓутоа за нас беше сериозен предизвик да ги совладаме сите аспекти, да го подобриме работењето на нашата клиника, за да можеме да влеземе во мапата на центри во светот, каде што може да се лекуваат најтешките малигни заболувања на крвта. Значаен исчекор во македонското здравство. Обично не политизирам, ама морам директно вас да ве прашам, бидејќи ве познам долги години. Сега сте и директор. Ова е се добро. Може да се случи да немаме доктори за развој на ова нова интердисциплинарна област која обединува различни клиники, различни професии, или едноставно да бидеме без лекари? Значи вака, на нашата клиника мене ми е драго ми е што ќе ви кажам дека во изминатиот период се вработија 4 првенци на генерација. Тие само што дипломираа, дојдоа и рекоа дека сакаат да работат. Предизвик им представуваше работата на нашата клиника, каде што на вистина се случува нема партиски клуч, нема. Не. Да. Апсолутно беше распишан конкурс и најдобрите со 9-7 просек првенци на генерација ги помина екстерните тестирања и веќе се дел од нашиот стручен тим. Значи пола одат во Алкалуит, пола доаѓаат кај вас. Па не знам дали половина во Алкалуит одат, меѓутоа мене ми е многу драго дека воспоставуваме и систем на знаење кој што ќе се пренесува на идните генерации, кои што ќе треба да го понесат товарот на јавното здравство. И верувам дека ако на младите им понудиме предизвик работа, која што ќе носи предизвик, ако се добро платени нема да си заминат. Ако? Што значи денеска да си добро платен лекар? Па сега, знаете, како? Сите треба и да бидеме реални, меѓутоа јас... Прашате ме што значи добро платен новинар, па ќе бидеме на исто. Нема да ве прашам, меѓутоа, знаете, не мислам дека е основно финансиската надокнада. Мислам дека човек и треба да биде задоволен од работата и да си ја сака работата. Вашиот претходник говореше за така наречениот социјален амбиент во кој е многу важен за човечките потенцијали да останат во Македонија и да најдат некаков интерес во развојот на државата. Професор Пановска, ви благодарам што одвоивте време во овие вечерни часови да бидете гостин. Ви посакувам динамични успеси и отворен сум на секој нов зафат да бидете гостини и да ги споделувате, за да можеме да го афирмираме социјалниот и здравствениот амбиент на важните карактеристики на меѓусебна солидарност. Ви благодарам, бидејќи ова е можност за афирмација за новата можност за лекување на сите потенцијални корисници на услуги на нашата клиника. Поштовани гледачи, тоа беше Ирена Пановска-Ставридис, директор на клиниката за хематологија. Чувте и видовте какви се почетните, но значајни успеси при преследувањето на коскена срцевина, до толку повеќе што е формиран регистар во Македонија од околу 3000 дарители, но не застануваме тука. На сите ни треба општа социјална солидарност и во лекувањето и во солидаризирањето со болните. Ова беше
да речем условно превјуто на мојот ангажман вечерва, од овде се селам на масата за ТВ Вести. Се надевам дека Александар го гледам, да, тука е. Заедно ќе ги отвориме вестите и ќе видите, меѓу другото, што е најново. Особено ме голица што тоа Иванов ни порачува наместо од Скопје од Турција. Изгледа дека станува негов симптоматичен политички гест државата да оценува наместо во Македонија од туѓа територија.